Ова се попладневните вести на Слободен печат. Еве што е ново кај нас и во светот. Премиерот Христијан Мицкоски нема очекување во врска со евентуална екстрадиција на поранешниот премиер Никола Груевски, но вели дека ако тој се појави во Македонија, ќе заврши во затвор. На опозицијскиот СДСМ му порача слободно да направат ревизија на договорите со Унгарија, бидејќи се било транспарентно. Специфичните политики поврзани со Никола Груевски се одлука на унгарската влада и јас не би имал што да кажам, изјави Мицкоски. Лидерот на СДСМ Венко Филипче побара владата да одговори дали откако ВМРО, ДПМН и ЗНАМ се на власт побарале екстрадиција на поранешниот премиер Никола Груевски и ако не, да одговорат зошто и дали веќе денеска ќе побараат Будимпешта да го врати бегалецот и азилант, откако новиот премиер на Унгарија Петер Маѓар најави екстрадиција на Груевски. Филипче порача дека победата на Маѓар е показател дека европските интереси победуваат над Русија. Тој потенцира дека победата на Маѓар е честитала цела Европа освен нашиот премиер Христијан Мицкоски. Поранешната председателка на Државната комисија за спречување корупција Татјана Димитровска, обвинета дека оддала службена тајна на обвинетиот во случајот Адитив Небојша Стојановиќ, денеска во судница се изјасни дека не чувствува вина за делото што и се става на товар. Таа рече дека не се чувствува виновна, ниту дека ревизорот Миле Столевски во нејзино име го полагал тестот, после кој таа добила сертификат со највисок степен на доверливост државна тајна. Околу 1500 припадници на армијата на Република Северна Македонија заедно со НАТО монитори и тим на наблюдувачи од мултинационалните копнени сили ќе учествуваат и ќе бидат дел од големата воена вежба Блесок 26, која треба да се одржи од 19 до 27 април на повеќе локации низ државата. Вежбата ќе представува продолжение на серијалот Македонски Блесок, кој е клучен чекор во процесот на оценување на лесната пешадиска баталјонска група како НАТО декларирана единица. Со нова законска регулатива се предвидува сите граѓани постари од 18 години кои се деловно способни на доброволна основа кај својот матичен лекар да дадат изјава дали се согласуваат после смртта да бидат дарители на органи заради лекување. Законското решение е објавено на електронскиот национален регистар на прописи. Доколку се даде ваква изјава, тогаш семејството на починатото лице кое изјавило дека се согласува да биде дарител по неговата смрт, не може тоа да го спречи. Регулаторната комисија за енергетика донесе одлука за намалување на малопродажните цени на нафтените деривати. Во просек поевтинувањето е за 2,73% во однос на претходната одлука од пред една недела. Според новата пресметка од ноќеска на полноќ, Евросупер 95 ќе се продава по 82 денари за литар, додека Евросупер 98 ќе чини 84 денари за литар. Цената на евродизелот ќе изнесува 95,5 денари за литар, а екстра лесното масло за домаќинство ќе се продава по 96,5 денари за литар. Цената на мазутот е утврдена на 49,227 денари за килограм. Српскиот председател Александар Вучик стана првиот странски лидер што влезе во судир со новоизбраниот унгарски премиер Петер Маѓар, само еден ден по парламентарните избори во неделата. Вучик му возврати на унгарскиот премиер велејќи дека неговите коментари од Путин име кум на автократите се бесмислени и глупави. Новоизбраниот унгарски премиер тврдеше дека рускиот лидер ги влече конците и во Србија. Партијата ТИСА на Маѓар освои убедлива победа на изборите ставајќи крај на 16 годишното владење на Виктор Орбан. Орбан и Вучик во целиот тој период одржуваа блиски политички врски.
Сдруженијето на транспортери на Црна Гора од денеска во 10 часот започнува дводневна блокада на товарниот сообраќај на граничните премини, незадоволно од мерките на ЕУ за ограничување на престојот во земјите членки. Протестот ќе трае до четврток во 10 часот, а од блокадата ќе бидат изземени превозот на лекови, животни и запаллив материјал. Од Сдруженијето порачаа дека доколку не им бидат исполнети барањата, ќе се обидат да го продолжат протестот. Кинескиот председател Си Џинпинг предложи предлог од 4 точки за постигнување мир и стабилност на Блискиот Исток, објавија кинеските државни медиуми. Предлогот вклучува почитување на принципот на мирен соживот, почитување на националниот суверенитет, почитување на меѓународното право и хармонизирање на развојот и безбедноста. Американскиот подпредседател Џеј Ди Венс по објавувањето на изборните резултати во Унгарија изјави дека не жали што водел кампања за унгарскиот премиер во заминување Виктор Орбан, кој ги загубил изборите, додавајќи дека сепак Вашингтон ќе соработува многу добро со новиот лидер на земјата. Американскиот подпредседател Венс во изјавата за американските медиуми истакна дека САД не го поддржувале Орбан затоа што биле убедени дека тој ќе победи, туку затоа што било правилно да се застане зад некој што стоел зад политиките на Трамп и Америка многу долго време. Најмалку 16 лица се повредени при пукање во средно училиште во Сиверек во турската покрајна Шанлиурфа, откако поранешен ученик со ловечка пушка отвори логан во зградата, пренесува британски Daily Mail. Според британскиот медиум, повикувајќи се на гувернерот на Шанлиурфа, напаѓачот веднаш по нападот си го одзел животот. Меѓу повредените има 10 ученици, 4 наставници, 1 полицаец и 1 вработен во училишната менза. Ова беше се во денешното издание на попладневните вести на Слободен печат. Добро ви попладне.